Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓурѓиевски. Така е. Иванинова, одамна не видела. Одамна не виделе. Од вчера. Ама и добро е што не гледаат, што значи дека ќе имаат уште една убава вечер, односно попладне и се разбира уште едно издание Никој како. Неверојатно издание, имаме спектакуларни гости. Денеска, впрочем, имаме секој ден, но денеска на вистина изборот падна на одлични македонски музички имиња кои што можеби не сте ги виделе поодамна во етерот. А можеби сте ги виделе, ама не сте ги виделе во ваква можност да бидат да одговараат на забавни прашања, да имаат предизвици и да пеат и свој и нечии други песни. Па веднаш да ги представиме, може ли? Така е. Вики Среброва и Круме Спасовски. Добре ни дојдовте. Нема чекање. Никој како нас. Никој како вас. Може се избацуваме од колку. Може се избацуваме од колку. Емисијата ќе заврши со поздравување. Леле. 6 години. Добре ни дојде Круме. Драго ни е. Повелете. Ви благодариме. Секогаш ни е драго кога се дружиме вака, нели? И пред емисија и во емисија и верувам дека нашите гледачи ќе уживаат. Од кога најавивме, имаме многу пораки, имаме, се разбира, верувам и многу гледачи и оваа вечер, кои што нормално очекуваат од нас, убаво да си поминат еден час. И уште нешто да им кажеме на сите оние кои што се заедно со ова издание на Никој како, само ви ексклузивно ќе знаете дека тие, овие двајца, господа нели овде во студиото на Телма ќе не бидат и во новогодишната програма. А падна договорот. Уште не биле во емисијава регуларно, али договоривме. Значи договоривме, новогодишна 31 ќе биде спектакл. Јас да кажам, фала Богу, еднаш после толку години да бидам во некоја новогодишна. Стварно? Некако ме подзаборавија, ви благодарам од се срце. А ти недостасува, Вики, така? Како? Па, нормално. Па да, тако Толку живот, години, еуфоричен, 35 години сум празници. со естрада, да ме заборават. Греот кај. Не, види, не те забораваат, верувај дека не те Мислат на забораваат. мене, Може би младиве нели не те запознале. Не, во ред е младиве, и даваме предност на младиве, точно. Така е. Ама Но не те не се забораваат. зафрлање и стариве. Тома работа старите зафрлање. Така е. 35. Кога веќе зборуваме за стари, аз да ви кажам дека сум благодарен и многу ми е драго. Ова емисија навистина случајно, ама ја наметнавте некако публикава многу ја гледа. И јас многу ја гледам и сите мои соседи. Да. И во убав термин е. Вики, не кажеш што гледаш, само кажи и ти си ја гледала. Дојдени од работа, луѓето, релакс и така. Натака на време, на одмор, значи емисија ви е погодена топ. И секогаш ние кога имаме вакви гости погодено топ, да сте ни живи и здрави уште многу години. Јас некогаш ќе ја фатам, затоа што во тоа време се извинувам што има серија што ја пратам. Мора да следи. Ти си од оние. Значи мора да се следиш у има. Старите баби пред телевизорот. Ти објасни ја после враќање канали и YouTube малку. Приметив тогаш кате дека има нов фриз и викам, а првобитно не ја познав. И ама после со зборување, со смеењето нормално препознатлива и приметив нов фриз има кате и така да тогаш се загледав, а ти си ослабнал драстично. Добро или лошо? Абе лепота. Фала ти за комплиментите. Како тргнавме за комплиментите. Како тргнавме. Сега само да не заборавиме она што е ново кај господинот Круме Спасовски. Два спота беше минатата недела промоција, чинам, така беше, нели? Да. Со полна пара, господин. Сега да ви кажам дека да кажам и на сите гледачи кои што ја гледаат оваа прекрасна емисија, дека 24-та година навистина ми е плодна и успеав вака така
Крумче да направи две прекрасни песни и два убави спота на истите песни. Супер. Дел ке дзирнеме во инсерти, нормално. Така, едната песна е за, што е досега не отпеано, за фурнажи, имало за мајстори, за не знам, за ова, за она. За бербери, за не знам, за шнајдери. Соши ми го е лечат овамо тамо, ама Можеме да ги погледнеме инсертите. за фурнажи немало. За фурнаджија, да, видов приказната интересна, љубовна фурнаджијава се заљубува во невестава и така. Да, тоа е жива вистина, тоа е Така? точно. Да. Што е најважно, семејството си го одигра онака на место улогите за глумци. На вистина? Значи, тие што реално ја имаат доживеано приказната, ја прераскажа со нивните викови. Така со нивното семејство. Добро. Што е многу битно. Браво. А ова специјално сега што ќе го кажам е спотот за... Браво. Ова е за фурнаджија. Ова е фурнаджијата. Така. Значи, ова се реалните ликови, уште еднаш да повториме. Реалните ликови кои што ја имаат Се приказна. влюбила. Добро, а како удало? Дошла кај господинов да купи нешто или како се влюбила? Молам? Како се влюбила фурнаджика? Жената Бети се работи кај него и И таму била месејќи, љубовта. правејќи пити-мити, Учи се лека лека, Меси. и го замесиле лепчето. Од Меси. И сега од Меси три, измесиле три убави Браво, голем поздрав. Стварно убаво. еден син и две керки. Браво, Денце живи. Тоа е токму за ова песна. Добро. Добро, на YouTube ги имате, знаете, во ова ново модерно време, сите вишат се на социјални мрежи на YouTube. Втората песна е посветена на манастирот Свети Јован Крстител во село Љубанци. Тоа е еден прекрасен манастир. Тоа нешто, мислам, ретко можеш да го видиш па во Македонија. Значи, човекот кој што е посветен на градбата на тој манастир го поздравува Милија од срце, инаку е раководител, односно директор на Диме Фурна и со лични негови средства досега го има изградено манастирот, што е за почит. Браво. А најверојатно дека манастирот ќе се освети идната година, оти му недостасува од некои ситни работи за да го дотераат. Специјално го поздравувам Милија од село Љубанци и сите љубанчани. И од Во наша таа страна. чест, во твоја чест, честитки за... Ама има се водичка. Ова наздравување со кафе нема везе. Не, па нема везе, ама сега добро е. Битно е да се После наздрави, друго. така е ли? Така е. Така е. Одлично, многу убави приказни, рековме спотовите Чекай, само достапни на има YouTube. и Вики нешто И да Вики каже. ќе кажа да, него за Круме само Не да само го да кажам финишираме. дека да докаже. не останат гледачи да него демек сум ги скратил спотовите вакво ви емисијата. Така. Не можам да форсирам нешто друго, него се надевам во утринските емисии. Така, Ќе бидам гостин специјално на Телма телевизија и тогаш ќе имат можност Да ги видат да ги видат приказните и двата спота кои што се навистина приказни. Така е. Така е, одлично. Благодарам. Убави приказни и нормално наскоро те гледаме нели во остаратите емисии, така. ли? Така. Добро, Вики, што Вики, има ново? Вики, чекај се раскомоти, Вики. Ајде, кажувај, Вики. Малку жешко е кај вас во Жешкичко, студиото. жешкичко, да. Знаеш како и годинките малку по... Викаш дрма. Го чувствувам жешкото. Добро. Вака сега, јас стагнирав доста време, ништо ново не направив. Таква беше ситуацијата. Сега еве во договор нели со Оливера Станковска, кантавтор и мој композитор и моја најдругарка и како сестра. И не знам дали знаете, ве бараше Оливера оние веќе. Станковска, Оле, сега. Да, ве бараше, да, кога Може, почне добро, На јас емисија. јас Ќе види реков Оле. дека Ќе ќе види види Оле. емисија. И ве сме во емисија. Да, еве сме, Оле, поздрав, Оле, и гледај, уживај. Значи, благодарам, спремаме јас, Оле и мојот син Нико. Нико Сребров, нели, спремаме еден проект заеднички. Оле и Нико имаат, пошто нели е музичар професионален син ми, знаеме. и он ќе ги прави аранжманите. Оле има композиции спремни за такво нешто, а јас ќе се приклучам некоја песничка да искористам кавер верзија. Имам и една нова, али таа потом кога ќе биде, тогаш можеме и промоција да направиме и ќе Супер. кажам само нека Нека тргнат работите. нека тргнат работите. Тоа до и крајот еве на малку годинава да се- и мислинава.
А следнава, Следнава. крајот е за Крајот месец е дена, више. готово заврши годината, нема шанса толку Така е. брзо. Ние Знаете сме- што, никогаш веројатно, или може би сте кажале, ја не сум чула, оваа ваша дружба трае години. Ова години ни фали една. Ви фали една? Добро. Значи бевме трио фантастико, Добро. сега сме за жал, може би да Дуо кажеме фантастико. дуо фантастико. Греотка, мислам, многу ми е жал за моја Тинче, за наша Тинче. Ние бевме скоро речиси нераздвојни. Многу живеевме, многу се Зборуваме за дружевме. Атина Атина Апостолова, Апостолова, така да Тинчето, појасниме за гледачи. Тоа е што јас ја открив, јас ја пронајдов дека не постои више меѓу нас. Мислам, греот тоа беше, сакавме да ви се ја барав за да си прославиме 8 март на 7 март, како и што знаеме двете да си Тинче не беше прославуваме. болно, таа, знаеш како ти е Таа смртта нејзина, одеднаш изненадување за нас, не срцето. Ali dobro je što ona, pošto bile zakazane, da se vidat i ode da se vidat i je naođa do takva situacija. А I на dobro je što колку години pomognemo. почна? Molim? Атина? Тинчето? Koliko ima? Па она е една Нема година година. помала од тебе, нели? А минатата година не, на на 7 колку години? на 7 март Na на 77. 7. И се Да, да, седмици, да, како да. сега се на 7 март 77. 7 години. Да. Бог да ја прости. Бог да ја прости. Остави таа Ама белешка. имаме Важно да Остави се имаме спомнеме, песен. таво не Е, изгледа Па Дај, дај една претумбација да направиме. Ајде, Не сме ајде, договорени ајде, кога ја слушаме. спомнавме, така Па ли така е, подготвена ни е така е. матрица и Да. да се подсетиме на тој нејзин голем хит. Може ли? Може, кога може, сме како веќе- не. Оставете ги микрофоните имаме и вклучени. матрица? Имаме матрица. Направивме. За вас ја направивме. Браво, браво. Еден микрофон, но Ајде, ќе ги еден. остават склучени другите Да, и останатите. другите Мовите, се така одиме да- вака на Господине живо. Круме, Можеме. На ова ќе се слуша на ова? да, ќе се слуша. Много не ви Ако ви треба. подго, Не може ви како треба. сакате. Да. Круме, може Само ли? малку Може. погласно од Ајде, малку матрицата. погласно. Кога веќе го правиме муабетот за Атина, да се подсетиме. Слушаме. Еве ти злато мое. Вечерва е тивка, тивка сал за нас, почу една желба, еден глас. Вечерва сме сами, сами јас и ти, како рози две овенати. Вечерва е тивка, тивка сал за нас, почу една желба, еден глас. Вечерва сме сами, сами јас и ти, како рози две овенати. Верувај ми, љубов моја вечна си, и прости ми, лаги незаборавни. Верувај ми, љубов моја вечна си, и прости ми, лаги незаборавни. Јас ке ми ветиш ти, луди сништа, луди спомени. Ке ти дадам јас, ке ми дадеш ти, безброј нежни врели бакнежи. Ке ти ветам јас, ке ми ветиш ти, луди сништа, луди спомени. Ке ти дадам јас, ке ми дадеш ти, безброј нежни врели бакнежи. Верувај ми, љубов моја вечна си, и прости ми, лаги незаборавни. Верувај ми, љубов моја вечна си, и прости
простив тоа. Ајде на здравје. Вака нежно. кафенцето. Со кафенцето, да. Така. Топ. Малку нестандардно сакавме, но некако да ни се вклопи во разговорот, нели, Така е. и во муаветот. Да. Добро, ајде сега да се навратиме на оние наши прашања, нешто што секојдневно, нешто што не сте го кажале, нешто што ќе биде интересно да се чуе, нешто што навистина ќе го споделите со нашите гледачи и верувам дека ќе биде сето тоа интересно. Па каде да почнеме? Да. Вели, кој е твоето најсмешно искуство на јавен настап? А, бога ми сте ги имале многу. Кога сте се смееле за нешто, кога ви се случило Нешто нешто се не се случило, секојдневно? имам. Не дај Боже, може да сте се сопнале, не знам, нешто, некому му вака се... се. Ајде. А вие сте се смееле? Кој прв? 91 година, Камбера, во Камбера, фестивалот, македонскиот нели фестивал. И јас пеев една песна, бев не знам која поред таму, а иначе пеев и вокална придружба. И се бевме три, јас, Бубе покојна и Елена Георгиева. Аха. И пред тоа, затоа што имавме трема, нели, Австралија, ова, и како да биде, ги учевме сите песни, моравме сите песни да ги знаеме, проби и така. А трема невидена. И пред насапот ни дадоа нешто да си цуцнеме вака. Виски, мислам. Нешто за опуштање. Нешто што за викате. опуштање. Така е. Леле. Леле. Леле, јас. Леле, леле. Назад. Страшно нешто. Падна? Пропадна. Падна? Ај! Добро, снима? беше, мислам, ја висока, тенка, Добро. окретна. Сега гледаш, сега не гледаш. Чакай, видиш, пропала чакай, не балерина, ова и некако так ритна на ова. И продолжи, али тоа беше страшно На нешто. сред мислам. настап ти се На сред фестивал. Примети? не. Наши македончиња, знаеш како не сакат, нема везе. шо, Да, така тоа се е. случило. Види, се тоа е нормално е да се случи. На толку настапи. Тоа никој не го знае, не сум го секакви кажувала сцени, до сега, па да. страшно Па те, али. затоа се Добре. такви интересни Значи прашања. имало пад на сцена. Имало. Пропаѓање, под сцена, од сцена на сцена. Ама тоа е од Да, разбираме. разбивање на трема. Да, за без трема. Да. Една стучка, кај мене што си има стучка, повеќе стучки, мислам, ај ке скратам, јас имаше една многу убава турнеја во Русија, заедно со покојна Васка Илиева, ја релативно млад пејач. И во програмата, нели, тоа што беше уште простори, Југославија, и мораше да се пеат и, нели, и од другите републики песни. Со Васка имавме два дуета со македонски песни, а после соло пеевме по една српска песна. И така да, кога разбрав јас дека во салата има 5000 публика, а ја од Горно Конјари Скопска до село Нише, Во Русија. во Москва, леле, кога ми кажа дека толку викам, Васка, ја не излега. Васка прежење бре. Ке сама пеи. Значи, да не е случајно. Како? А А требаше... Васка храбра, а? А Васка, Васка бе, љубава. дека е лесна земја, бе. Крумч. Шо ти Као 5 на 5000. Да вика ти ке си ги вака, ке замислиш дека имаш пред тебе 500 луѓе. И пеј си гајле, нема. Васка не може. И Васка вика, добра, ај првин дуетите ке ги спееме, после ме опушти, знаеш. Као руска публика, што знае да слуша музика, мислам во светов нема таква публика. Тие знаат да проценат... Баш ка Руси, не, нашинци таму и да нема, Не така? знам дали имало нашинци, не. Зборам за руска публика, значи, абе мува да зуцне, се знае, ама ако отпееш добро, да знаеш дека ќе бидеш награден. Да, и така. Тоа ми беше така, како анекдота, Васка вика, рачуне на 500 На кумчи. 500, не ги гледа овие 50, други во да. 4500. Додека сме на овие турнеи десно-лево, што ми се случи во ова, не го кријам, никој секој скажувам. Одиме во Германија, Паскал, го поздравувам ако ја гледа емисијата. Паскал Паскал, Каповски? фудбалер, порано играше за работнички, после отиде горе во Германија и така. Негови гости бевме после концертот, 2 дена, 3 дена слободни, они на работа. И јас со колегата, тој музичар што беше со мене, се шетаме нешто као со тие дневни карти што ги вадат, со тие малите нивни вошчиња. И шетаме таму овамо, се симнавме недека Ебербах се викаше едно место, он беше... Ебесберг. Да. И се симнуваме таму на станицата,
Сега, знаеш како ти е горноконјарско момче кога ќе го пуштиш и во тоа ливадите кога зафати во тоа тревата јас, а и не старци таму, пензионери, тишетворица пред тоа железничката, таа станицата, вика, ало, блуме. И ја вика, о, чао! А и викам, овде ме знаат, ја мислам Круме, вика. А она, блуме било германски трева, цвеќе. Не, цвеќе. Леле, цвеќе, знае Ога ти газиш треба да да газиш цвеќе да го газиш. Блуме, а Круме. Да, Круме. Колку сум бил. Кажи, кај мене на ручек дојде. А овој колегата ми вика, а тој работел 2 години во Австрија и горе-долу го познаваше овој германскиот јазик и ми вика, ти знаеш што зборуваш глупости, што? Оти гази мене стрелата, вика тоа блуме кања. Блумен. Ја не знам дека е Круме. Не замисли Блуме, Викам, леле, колку сум популарен и тука ме знаат. Ама Блуме, значи во себе е Блуме, се знае НТО. Ова знае дош, да. Живееше во Михен, женската. И на ручек кај мене беше. Една недела, цела недела се седам на ручек. Со... Колку е тој ручекот? Една недела да седиш? Значи гостинам не му текли на Уште сила. мојот покоен тој вториот нели вика, а шо овој нешто вика Круме, вика, ти како те гледа, вика, очите крвави, чече, црвен, целиот ама, а очи си... Да. Шо е, вика, Е, така си ја кажавме тие спомени. Што имате друго за кажување? Што имате сега друго за кажување? Ајде. Иначе да знаат градачите дека ние ништо не сме обавестени за ова и све Нормално, па изненадување да нормално видиме. да сегош Не него, знам. опуштате ни се баш како дома. Така е. Уживаме со гледачите и тие да се Ту со задоволство Ние сме и купувате. такви, нели? Вики. Ау. Да, што? Ја едно кога- време купував чевли, значи бев Се позната. најдовте со ката. Да, јасно. Да. Круме, како Едно си? време, значи, немаше шанса да не влезам во продавница, да не земам по 5 или 10 пара. А, не сум до тамо, не сум до тамо. Значи, кога живее во Пржино, јас излегов и ги изнесов да ги луфтирам над 300 пара има. Значи, луфтирање цела ова тераса, тераса. напред, Продавница. папчета, све беше. И дори почнав комшики да ги викнам, дојдете, бирајте си по нешто да си земете, немам кај да ги И сместам. која беше водителка во на телевизија, како се викаше? Која водеше? Викивизија. Како се викаше? Викивизија мојата. Тоа, во Викивизија стално ни даваше по еден пар Да, чевли. тоа побратимот, имам побратим јас кој е фабрика имаше за чевли, ама само за машки чевли и им давав чевли на машките мои Браво. гости. Добро, а сега што купуваш? А сега претежно панталони, обожавам многу панталони, значи затоа што сега малку сум позамашна и не можам да си пронајдам Не, сега мој од број сега од и купеното кога носиш. ќе најдам голем број срекна сум пресрекна човече. неколку пара. Зашто не можам? И затоа сум срекна за панталони. Па добро. Кога вие малите што нешто купувате направиш. Ништо не купувам. Не. Мене што ќе ми купат тоа носам. Ај. А одите заедно со сопругата на купување? Па, со Круме, не станува збор за облека. Нешто што со задоволство, не знам некоја хоби може си имате, нешто што онака Може би алат за си дома. одиш да си купиш нешто за себе. Што е тоа? Не, се шалам. Инаку, обично, јас вие се приметиле дека сум посветен на гардероба. Тоа, значи, Не, ама сакав да го свртам муабетот Е, добро, што најчесто купуваш? Него веројатно нели некакво хоби сега да не Ништо, нагаѓам јас. список бабазага што ќе ми даде, ова да ми купиш она, тоа ми е и задоволство ми е што пазарам, што купувам, тоа е тоа. Инаку Уживаш немам во некој... пазарење? Да. Оти знаеш што, секаде кога ќе се појавиш со внимание те гледаат, ваму таму. Те препознаваат, Па, ако е некоја како вика убава Како беше продавачка. Блуме е Да. Ако е продавачка, да, например, како Вики, па ќе се позастанеш, па се пазариш, па така, да. Ај, се пазариш? Се пазариш, па да. А ја во Веро, кога ќе влезам, сите поред ги бацувам продавачки. Ги душкам. Истински И со гости сите се сме обрали. научили. Ние сме само до... Не си оди од предавницата, друга ги бацува. Научија уште Абе, се. кога ќе ги видат сега. Здраво, Ленче, здраво, Сузан. И од јого безбедување ги бацуваш? Сите? Не, тие се смеат зашто знаат дека сум така. Да. Кој е најчудниот комплимент кој никогаш сте го добила? Ау.
Па ја добивам комплименти сега, ама најчуден. Најчуден, што се не зove. Па најчуден е што сум леле, што си се направила, толку си се направила како буре, например, девела. И што сега? Ама тоа не е чудно, сум се направила нормално. Мислам, сум си се опуштила, така да... Еве, не јаде ништо, вика, кај можам да јадам ништо? Посебно издала Вики. Гладен 2 месеци. Посебно навечер, тука вака ќе си ставам као лигавчен или ова, у кревет, и вака Тањиро, ти си уживам и си гледам серии, си уживам, и ај сега. Па да. Уживањето си има цена, така. Ама се вадам, со што се вадам, абе, болна сум од тироида, па напутавање на Да. Од здравствени причини, Тоа ми е така. вадење. Да. А кај мене најчуден комплимент е, комплимент, јас сум човек роден во Горно Коњари, Скопско селанче и се уште живеам во Горно Коњари, без разлика колку години, многу години сум живеел во град, а сега се вратив пак у село и најчудно ми е тоа кога ќе ми рече некој, например, јас возам трактор, орам, имам бавча, имам кокошки, имам ована, и некој кога ќе дојде и кога ќе ми рече, Ова го работи. ти ова работи, изненадени као. Леле, викам, шо се и, знаеш, као, не, знаеш, нема да бидеш навреден. Не, ова као комплимент, ама, знаеш, ама они со она чудење, знаеш, така као, демек... Они ве гледаат во кафана со пура и да седите од таму да не мрднете, така? Абе, не знаат колку е убавина во село. Не знаат. И затоа изгледа како што изгледа изминатите 30-40 години, ништо не е променето и е здрав како дрен. Тоа е тоа. Благодарам. Тој воздух го нема во Скопје. Па и самата работа која што ја работи, Вики ми доволја, Вики... придонесува. Јас си доаѓам и идеме на река. Јас мислам, Па си Вики јадеме да викнеш риба. малку во периодот кога е со тракторот. Нема проблем. Јас се знам да работам. Малку од сериите да одвоиме. Не, нема Вики? проблем, јас се знам да работам. Точно Па да. не се мислам, немаме тема. Се знам да Мислиш и да работам. стадиш, знаеш, и да Све, полеваш, све. Сама работа да не знае. Зошто не? Значи, Па са, има процедура и во тоа. Да, не се процедура, знам да него работам, има... сме Треба правилни. знаење, Треба треба да знаеш, знаење, да. така. Да. Вака сега, значи, никој не знае дека моје село е Табановце. Па кажи ме, Вики. Јас сум со моминско презиме Велјковиќ. Да. Да. И сега, кога ќе идев кај баба Деро... Велковиќ Вукосава. Не, така сега Вукица. ти идем. Вукица? Вукица, да. Вукица? Да. Никој тоа не го знае, па... Ма шо, зашто да не Ние нешто премиер. Тоа ни треба. Вукица, Па затоа... прекрасно име Не го Вукица. сакав Прекрасно, тоа да. име. Вукица. Како мала, деме кона ова, овој, како се каже спикерот наш... кој? Иван Антонов, кој? Не, ме викаше Волчица. Владимир Крстевски. Не, од постарите на Леле, ќе ми текне, добро, Добро. нема Не ми ќе да везе. погаѓам, пошто е по старите. Да. И не ми се допаѓаше, ама мене ми е нарочно ставено, мене името ми потекнува од Вук Караджич. Затоа што моето потекло е Срби. Измешани Црна со Гора. Хрвати и со македонци. Која комбинација си Да. ти? Вукице. Значи да си го вратиш Вукица, се враќа мода да Кажи гледаш не и се мине. никога, Кажи го тоа убавото. Ја кажи кажам, од- чекав да сфрлам второто презиме, за да си го сменам името. А сега си го лична карта, Вики? Вики Среброва. Стварно слушај. Јас сум мајка на моите деца и дачка. Може да кажа дека може сега да замисли. Вукица, мачена за Егеец, Кој Егеец не фудбалер. е Јосе Егеец, како шо е Егеец? Јосе? Велешанец. Чисто крв од Велес е Јосе. А ја, па дека у Грција има живеено. Во Грчка ние живееме заедно и мене Нико ми е роден во Грчка. Никос му е правото име. Аха. Да, он е таму роден во Кастарија. Додека играше фудбал и затоа, мислам ја, али зборуваме за втори, нели? Јас се премажив, отидов во Германија, таа беше причината што бебија во Минхен. Да. И Добро. едва чекаше да си вратиш се. И не знам, чекам да фрлам Смилченска и да ставам со Вики. Да станеш со Вики Сребро. Слушај сега, знаеш што ме интересира? Кај баба ти шо знаеше да правиш? во Да Табановце? жнеам, да жнееш? копам, да берам, да... Што да береш? Све. А, да.
Се, значи кога ќе треба да се берат сливи, одамна сливи да се. Кога ќе треба да се берат крстајци? Пченка, кога ќе треба да се собират, дури знам како се, так, однаве како се. Па и таму дури грчкано си гледал маслинки, Маслинки, да. Сончогледот, нели од ова кај што му е тоа, като го разчепувам и одма го зимам со ова. Разбираш? Па чукаш, нема што не знам. па на печење, па на грицкање. Па тоа посебно кога се кога не бе, нели кога со комбајн се жнеше, па се фрла фуслама и така. Тоа е Со деца, животот, да. Со тие оваквите вака собиравме. Ништо сега, знаеш што ми рече? Само да го средам Ова дека никад не сум го знала, имате премиер. Знаеш што ми рече? Детство. Престани. Што ми рече? Ама нема стоп, ова не стана да кажа. Ова денеска е... Да кажам и јас нешто за тебе. Ти завидувам од ти на село. Само да го решам тоа имотни правни односи си одам у село. Така ми рече. Да. Ама една работа најинтересна да ви кажам, кога идам таму, Добро. за жал таа другарка моја што раснахме Табановци, заедно, извини збориме, се. да, ми почина пред недела дена. И кога одев таму, многу сакав у кокошарник да се пикнам и јајца да собирам. Добро. И они знаат кога ќе отидам кај нив и одма ќе ми отворат кокошарникот и ја да си соберам, колку ќе си соберам, толку се мои. Ама значи без резултат знаете што е тоа? Вошки од кокошките. Вики, После тоа А добра, ако има фатено вошки, ако не... Ама нема гајле, важно направи кеј, важно ти е сум направи. собрала јајца и крај. Ова не сум го чула. Па виде? Значи ќе се враќаш во село? Не си го чула. Не се враќаш. Не се Не, враќаш. Чим немам- за короната се Немам враќаш време. во село? Не, нема никој таму, се продадовме. Мислам затоа што имав јас и други братучетки, нели, и братучет. И мислам јас и тој братучет ми братучет, све продадовме, овие двете и уште си ги чуват нивните, али ние нема, кога идам Да, таму, немаш веќе. да, има ниви, све се префрлени, препишени големиот син. И така да, кога ќе одиме, Евентуално како гости. како гости кај тие што ги знаеме, Да, пријатели. така, да. Вика, кој е твојот таен талент кој ретко го покажуваш? Имате некој до сега што не знае никој дека имате талент за Еве нешто? талент има. Не. Па добро, сега Све. тоа е. Сади. Тоа више го правеле сите во тоа време. И сите биле и знаеле да готват и да месат и за нива и за нели животни. Не знам, јас немам тајни таленти, она све што знам, се е на Мегдан. А некој хоби во таа смисла, Па не хоби, знам, да, сакаш хоби. лов, риболов, не Да, знам, риболов. сега јас. Па не е тајно онда е риболовец. Да. Нешто што јавноста не Ја, не. ја мислам во таа дека, смисла. ја мислам дека после Владо Дојчиновски е Круме Спасовски најдобро. Така? Да. Браво. Ловџија? Риболовец. Риболовец. Да. Браво. Браво. И сега баш онака. Па таму ми е пчиња, знаеш како ти е, таму израстам, таму еве се вратив, таму живеам со години, таму ми беа и родители, така да од тој дел воопшто не сум се откажал и ниту пак мислам да таму се живеам и таму ми е најубаво. Тоа што си она како имаше она стара пословица, таму вика кај што си е роден, Така е. таму ми е Камено- најубаво, да. Да. И мене ми е најубаво Камено моја тежи коња. најмногу. Да, точно се корените. Вики, а ти? Нешто сигурно ти текна сега. Не, јас цело време мислев, ама како и да е, све сум експонирала, значи моите тие ова, дека и сликав во Минхен, имав 3 изложби во Беблинген, во Минхен и во Беблинген и 2 во Минхен. Значи една е мултикулти и едната е во она наше во што е клубот на македонци. Ете така. Додека сме кај Михел, може ли да кажем нешто? Може. Најубава нова година што имам отпеано во мојата младост било заедно со Вики во Михел. Во Минхен? Да. Која Не, година? па многу одамно, што има 15-20 години сигурно намаза. Повеќе. Таа беше многу убава, се ако е вака поздебелена, пак си е Па, убава. кога секогаш немој да кажуваш сам, Ама, ти Вики, кажеш. Затоа Вики- реков вам пас да ме фатите. Нема гајле, види па, супер Вики, изгледам. Вики си бе, Видиш, да, да. леле, вика, абе периката ти е добра, ми вика Круме, каква перика бе, моја е коса моја. Вика, Ама куби, не, вика, оти, бе, куби. она обично знам да носи права, ама сега е Ама сега подвртела. Витка Знае ги за емисија спремена. Витлери. Да, за да можам да видам на Витка на денеска. Добро. Кај вас. Кој е најчудниот сон? кој што Не, сте го вака јас да Ајде. докажам, значи нема нешто што не сум посакала, не сум го остварила, значи уметност, фолклористка сум, ороводец, манекенка,
убавица, Водителка. водителка и во тоа нели се Пејачка, проба. нели? Пејачка, па не Домакинка. знам што, домакинка, да, исто. Баба. Така И е, тоа да. супер Тоа е бабичка една на од 5 внучиња. Од најубавите Браво. луѓе И, вики. да. Да. Мајка, свекрва, све. Сваќа. Супер. Значи, не се... нема нешто што не сум сакала да не сум го пробала. Значи, иначе сум многу нели радознала и така да морам се да пробам она што ќе го посакам. Да. Да, ајде за сонов Да, и со тука да сонот завршиме. завршуваме. Кој е најчудниот сон? Што сте го Што сте сонувале? го сонувале и ви тикнува ако Имам ја. сонувате? Значи, И јако... нормално што може да се сподели во едно. Да. Значи имам всушност неколку чудни сонови, на брзински ќе ги кажам. Првиот сон беше кога двата сина ги имав и бев премена со трето и сакав да биде женско, што и нели женско се погоди и јас сонував дека сум купила 2 комплета овие чаршафи што се нели постелнина. Едното е темно плаво, едното е светло плаво и другото е розе. Мислам, третото е розе. И навистина таа комшика ми рече, да, вика, женско ќе биде 100%. Тоа е првиот Вториот сон, јас подарив една икона Света Петка во Минхен, во црквата Света Троица наша македонска, и не беше урамена, значи на платно е направена со овие уljeni бои. И некој од Инглштад, што е, Да. таткото, таа ти кажував тоа, дошол во кај дедо Попе и му рекол, вика, детето сонува, вика, некој глас му вика, има неурамена слика, вика, во црквата ваша. И вика, да, вика, имаме една неурамена, вика, од наша сонародничка, нели, што ова ја нацрта Света Петка. И, ама, добро, окей, он требало да дојде, ама не го немало известно време, после пак детето сонувало истото, зошто не е земена сликата? И дошол таткото, вика, дали може да ја земам, затоа што тоа е од сонот на детето, вика, и да таа слика да ја врамам. И ми вика дедо Попе, вика, Вики, каква рамка, каква е твојата, вика, слика, уметничко дело, што нели ја гледат сите кога е во недела, кога се држи таа, Беше да видиш рамен? Не сум, бе. И Можеш, секогаш имам желба да појдам таму и да видам во црквата како изгледа мојата Света Петка. Јас ја имам ова Како фотографија? Како фотографија урамена, 40 дена седена во Света Петка, нели во Црниче, али оригиналот е таму. Супер. Ви тикна сон некој или не? Па, Сом, јас сом, да сом. ја да кажам, сом со Лила Јорданица, една песна. Меѓутоа, вистина, кога сонувам нешто, не знам зашто така, кога сонувам од поголемите личности во нашата А држава. сонувате тоа? Да, Сонувате ми се случува, да, ми се Добро. случува да сонувам, ама кога сонувам зборам, Добро. значи такви личности, обично ми се стваруваат со многу плодна турнеја негде, паричка негде, ама така, мислам, знаеш, као, Тие не знам се зошто символ тоа на никаква така. добивка. Сега ова година, не знам, се уште ја немам новата председателка сонувано, може ќе даде Господ да ја сонувам, да ми се остават некои жолки. Леле. Отиде и време. Се, дајте реклами, па после ќе се Реклами дружиме продолжуваме. тоа, си Останете скроз тука, имаме уште игри и многу интересни, уште и вакви забавни работи што не сте ги чуле за нашите гости. Не знам дали ви е забавно како нас, ама верувам дека е така, затоа останете до самиот крај, некаде 6:20 е крајот на оваа емисија. За жал мора да завршиме заради нели изданието на вестите, а вистинско време е сега да избегате од се нешто што значи политика и дневни проблеми кои што ви се случуваат, заради тоа што ваков муабет не се чула одамна. Вика, не знам дали га вие како нас, па ако имаат некој дома вицови што кажуваат добри, онда им е исто, ако не, Ако не, нека си најде не им е тако. подобро. Добро, да се вратиме на емисијата, односно на гледачот кој што Така веќе е. го имаме на линија и од вчера имаме нови интересни нема, се пропозиции за предонесе гледач. тој. Добро, како и да, имаме подарок за гледач, кога ќе имаме можност, Ама ќе си го односно на линија. заслужи подарок. Ќе си го заслужи, како вчера. уште. Новите правила се мора да се заслужи подарокот.
Ајде сега кога сме веќе кај подароци, кај нели празниците кои што се ближат и така натаму, од вчера имаме новитет, односно овде имаме 24 полиња, по едно ќе се извлечете, поврзани се со Дедо Мраз. Новогодишна приказна, новогодишна случка и така натаму. Поблиску до вас. Нели малку празнично да го воведеме муаветот, односно тоа што е прашањето, ќе си го прочитате. И ќе ни одговори. Кој догледува, кој не догледува, ако треба помош кажете и ќе си одговорите. На Големи се интересен начин. буквите, знаеш. Што да ги извлечем? Да си извлечете едно. Бројче извличате. 2 јануар и 22. Може, Готово. отвори Вики, прочитај си го прашањето, односно прочитај го и да видиме што е поврзано пак со Дедо Мраз, со Нова година. Кој е вашиот омилен новогодишен костим и дали мислите дека Дедо Мраз би го носел? Да. Мојот костим дали Дедо Мраз би Дедо го Мрази носел? се, добро, сега се мисли на костим Костим. новогодишен. Аха, па може некоја свечена хаљина, има ми ова индиска, може Дедо Мраз... Ќе го За соберете. низ. Да, индиска Од индиските хаљина. ќе го собере. Ајде, па Па може ќе го собере во индиските, тие се така. Собира поле тие, пршави. собира, да, пошто се големи. Замисли го Дедо Мраз со индиска хаљина. Дедо Мраз од Индија. Врв! Доаѓа ке Вики. Добро. Браво. Супер. Кој е најчудниот подарок што Дедо Мраз ти го има подарен? Ајде. Ајде кажеме, Дедо Мраз никад не ти подари. Значи, Дедо Мраз ми има подарено најубав подарок. Чекаме Нова година во Дортмунд, во Германија, со покојна Васка Илиева. Добро. И, нели, обично во свирката, во забавата, они имаат и томбола. На томбола, Мило, ми Туви се паѓаат у тоа време, значи, зборам пред 30 години, може и повеќе. Васка колку време од како е почнала? Да, многу. Значи, пред тоа со незе многу гости од секаде. Значи, во тоа време добив 500 марки. И на томболата Дедо Мраз, тоа беше Нова годишна. браво. Нели, томбола, и го памтам тоа. Е, за памтење, 500 марки ова. за памтење. Например, што можеше да се купи во тоа време со 500 марки? Тоа Или ќе да купи преиначиме, сега. Не, да повеќе. преиначиме, како ги Многу. потржи парите. Многу можеше, Мило. поевтино беше и многу можеше. Да, многу можеше да се купи, да. Така? Многу, Да. Добро, чисто да им кажеме. Гледач имаме. Имаме. Ајде. А ја Ајде. дошав да знам на... Чекај уште нешто, Да ми ке. паднала частовка. Ќе ни Час каже. седи. Добро, добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Слободанка на телефон. Слободанка. Од каде, господјо Слободанка? Од Неготина. Од Неготино. Неготино, Како да. сте? Добри поздрав до сите вас. Благодариме. Емисијата ви е многу убава, Па со вакви гости каква иде? Секогаш. па и секогаш. Да. Благодариме. А Благодарам. кажете во Неготино поднакитивте, се подготвувате ли малку, нели, еуфорија да не фати новогодишна? не. Уште Уште не? не. Има време, има. Има. Рано е. Ние Добро. порано си накитивме заради тоа што сакаме порано да знаеме се во врска со Дедо Мраз и она што ќе се случува околу Нова година и нашите гости. Ако така, нели? Да, Да. може. Сега имаме нов начин на подарок за вас. Освојување подарок. Да. Така е, од нашите пријатели Флорис од Кочани. И денеска имаме интересни подароци поделка, но за да стигнеме поделката, го имаме оваа кутија, овој подарок овде. И Така е. имаме уште еден нов предмет кој што асоцира на Нова година, на зима и така натаму, кој што треба да го погодите за време од 3 минути, нели? Со одговарање на или помош од страна на Поставување нашите ваши гости. прашања, Со дајсоне. да, а нашите гости ќе ви одговараат со да и не. Може, Слободанка? Може. Знае Слободанка, не гледа редовно, така да нема проблем. Сега тие само ќе го видат. Овој Двајцата поим. нека го видат. Да, Ајде двајцата го двајцата играат, да видат, не бираме. И ќе Значи, помогнете на Слободанка. предмет, овој поим треба да го погодат. Така е, да го Односно да го погоди погоди Слободанка. Слободанка. Вие одговарате, вие за Да 3 и не. минути одговарате само со дајсоне. Така е. Добро. Господјо Слободанка, може? Има врска со Нова година и се што има врска со Нова година. Ајде. Само да не се чуе во етер. Не се слушна, не. Не се слушна. Не. Ајде. Дали е нешто за Нова година? Да. Поврзано е со Нова година, поврзано Со- со зима со и така зима. натаму. Сите предмети од сега ќе бидат такви. Да не е елка? Не. Не. Да не се вози по снег? Да. Да не е санка? Да. Ама искрено да
ми кажете, дали го слушнавте хруме, нека кажа Не Санка. го слушнав, не. И да сте го слушнале, ќе се важи затоа што постојано... Не слушнав. Добре, браво, па одлично ви оди. Одлично, одлично. Кажете се еден број од 1 до 8. Од 1 до 8, Да. Така. па 1. Еден. Нека биде бројот 1, Ајде. да видиме. Господјо Слободанка, под број 1, еве го подарокот. Овде ни Што е се тоа? означени со бројки. Што Ке имаме? паднат колачиња, господјо Слободанка. Што е тоа? Калапи за колачиња. И тоа Прекрасно. еве ги, за кукички и така натаму, овде има ја и нисам видела образложување кој е како да се употреби, како да се А направи. може и ние да Ќе кажеме биде бројове? радост. Може ли? Опа, еве ги. Добро. Да си дојдете во телевизија од 15 до 17 Не, секој ако работен не ден. мора, не може таа, нека Фала многу. да некој друг. Така е, пратете А може некој. да ни пратите колачиња после да видиме Така како е, изгледа. така Или е. барем да ни ги сликате и да ни кажете дека биле супер. Може така? Си замина. Тијата пак си тоа. Поздрав, Може. Слободанка. Замина со санката. Поздрав, Слободанка. поздрав. Благодариме. Да. Пратете некој со лична идентификација, нели секако, Да. ако не ве носи патот од Неготино во Скопје. Ова со Дедо Мразовци ја продолжуваме. Па ја бидел да цртаме. А зашо е Нацртана. она друг таму викањево за За нова? викање. Вики, ако ти се вика, викај. Да, не. Сега, ама ова асоциација морам да кажам дека јас имам сите внуци ми играат кошарка, али тој најголемиот, тој 16 години што има, тој е профи кошаркарија и затоа што Филип. За навивање? За навивање, фала Богу. Да си заимаш едно ново. Да, да си Кај вземеш можам едно да си најдам вакво, затоа што Ќе ти кажеме почнав да после псујам емисија. на ова кога идам и не ме носат више затоа што многу викам исто како на утакмици. Судија Пес! Вики, ти од тие си? Моја препорака не ти треба вакво, пошто уште кој ќе те слуша, ти треба вувузела. Она, знаеш, за свирење. Така. Ке си викам ја, грлото ми служи јако, добро. Готово. Иначе мегафонче ќе прашаме и ќе Да, ќе ти кажеме. Може. Ќе ти доставиме на домашна адреса. За викање, па после ќе викаат по нас. Ај, ке ни заврши емисијата па бргу. Ајде, ајде Имаме брзо. време за Значи, се. Ајде, одиме со цртање. Не ке ме да си одиме. Ајде, цртај. Ајде. Да седиме и вести ќе си тераме и Да. топ тема после ќе се истераме, чекај. Ајде. Значи, имавме ние идеја што како да цртате, но нели за да не ви се правиме. сменја плановите. Така е. Го сменивме планот, Ти односно да си сокри таму. нацртате нешто А што треба да се криеме? Не. овој пат не криете, него си цртате нешто што Добро, така ви е добро, омилено добро, или добро. кога се седите Омилено нешто што пред вас кога имате да речеме лист и хартија и сега нели зборуваш на телефон, гледаш и така натаму размислуваш, чекаш, губиш време, нешто што секогаш би било мерак да си го нацртате. Да видиме како ви оди и што е тоа. Не гледам, не Вики што гледам. направи. Ова е умитничко Вики- дело, ама Вики, ја Вики слика. Требаше за Вики читка боја и да Така почне. е. Да. Да. Оди, иде на брзински, мора така да биде. Ако да е. И А, како зајакови, само што не скокнал навежбан човеч. зајак се вика, навежбано нацртано. Мило, јас тоа што си го сакам, тоа, јас сум како, види, живеам на село и чувам све. Ја, кај мене, ако некој не знае што е тоа зоолошка градина, нека дојде кај. Стварно, што имате се? Све имам таму. Се? Се, да. А сега има многу убаво паркче направил. Слободно подкренете, да може да... Покажете, Чекај, Е, малце, така, одлично. чекај, Ако, чекај, добро, чекај, нема чекај, да чекаме, снимаме. чекаме. Кој превари, тој товари, што се? Така е. Зајаков е стварно вистински. И ката. Денес ќе купиш ново, ја ќе си го зачувам. Подпиши се, Вики. Ете. Сега кажи. Ле, гледа, и личи ме. Браво, Кате, браво. Гледај, вистинска Браво, е. викаце. Еве, Автограф канцеларија. Канцеларија оди веднаш, а ќе купиме новова. Не се секира, ако треба на маса ќе цртаат, тоа не го бришам. Така е. Срце. Срце. Фала, Вики. А тебе ти го подарувам зајче. Благодарам. Ете. Ето така, немаме више таблици. Без таблички сме, ама личи. Да. Е, Така, одлично. А за една минут, не е ни една минутка. Браво. топ. Браво, бе, Вики. Фала ти многу. Баш без Благодарим. Одиме сега на реклами. Ништо не остана време. какви реклами пиема? Чекај, чекај. Вау, Ајде, вау, крве, вау, чекај, ајде. Леле, чудната Значи, жена. има една песна што нема никој што не ја знае. И се вика Чудна жена беше
Како се стои? Вера! Вики! Оливер! Ајде. Mir daleko titko tečeš I mi nosiš taže spomen Kad se pije sini oči, boka srce mi se toči Kad se pije sini oči, boka srce mi se toči Čudna žena breše, vera se kaline, a pak me tera, mirna reko, taka je, moj život maka je. Čudna žena breše, vera se kaline, a pak me tera, mirna reko, taka je, moj život maka je. Mnogo ti je mačan život. Ja sam ja ovde šetam I galabi beli gledam Mirna reko kaži mi Kaj gi nosiš ti jedni Mirna reko kaži mi Kaj gi nosiš ti jedni Čudna žena beše vera se kajne A pak me tera Mirna reko taka je Moj život maka je Čudna žena beše vera se kajne A pak me tera Mirna reko taka je Moj život maka je Liko tvoj kosenka mine Možda srce mi gine Mirna reko kaži mi Zašto nas ne razdeli Mirna reko kaži mi Zašto nas ne razdeli Čudna žena beše vera se kajne A pak me tera Mirna reko taka je Moj život maka je Čudna žena beše vera se kajne A pak me tera Mirna reko taka je Moj život maka 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 je Bravo! Odmah na reklami, pa predizvik, ajde! Ajde.
Ете, имаме време многу малку, само да ви кажеме дека утре во Никој како, се надам дека ќе биде вака забавно, ни се Сања Стојковска од Сити радио и Боби Павловски. За Ама оние кои никој што како сакаат. нас. Никој како вас, тоа е докажано. Водите. Како Круме и Вики Слушай, ако ова нешто не се докажавте, пошто немаме време, нова година тука сте. Се договоривме, ова ни се првите гости за нова година, така да не откриваме друго. Ајде да изиграме играта предизвик на самиот крај, ви кажавме 3 како за ќе 4 добиваме за ова? Добивате надворе паркирано, ајде сега, може да видиме. Чека да стигнеме да добиеме, Вики, ајде. Вики, Круме! Чекай. Круме ти падна! И така, се регуларно се заврши како што треба. Не може кај другарите да победи некој. Значи тоа е тоа. Ви благодарам што бевте заедно. Мапте на сите камери.